Здраво на сите женски, машки, свекрви, снашки. Јас сум Дамјан, тоа е Николас Артхаус и денеска... Интро у свет, здраво, Не. јас сум Никола. Дали си видел бољи интро од тоа? Не, никад. Никад, ја немам интро уште. Линкот него има у дескрипција. Дечко да прави анимации боље од Cartoon Network, ако сакате интересни цртани такви сработи. Thanks за комплиментите. Ви значите. Така да мамете суп на него, суп на мене, лајкче ваму таму и сега снимаме видео. Што е видеова? Прашања 20 за него, за YouTube, за приватен живот, за такви работи. Е сега, Има и приватен живот. малце. Аха. Фората е окей, што окей. не мораш ништо да откриваш, затоа што едно правило. Не смееш да одговориш точно на прашање. Значи спротивно. Значи спротивно, глупо, смешно, само точниот одговор не смеш. Сега се префрламе На клупа. тука, на клупата. Јас сум. За звукот. Ајде таа Мим ревју. Зашто го прави ова? За знаати. Дали си спремен психички? Физички не мора многу, освен ако не плачеш на некој од прашањата, нема веза. Психички, физички, ментално. Да почнеме? Да почнеме. Прво прашање. Како дојде до тоа каналот да ти се вика Николас Артхаус? Да ми се вика Никола Артхаус. Са не сум дам точно одговор, така да го памтите еден цртан Мики Маус Клабхаус е по пародија од тоа, Никола Артхаус. Значи копираш технички ствари. Копирам, све копирам. Второ прашање. Добро. Од каде наоѓаш инспирација и идеи за видеа? Идеи за видеа најчесто кога ја купам Силбо Геврек, секад ми доаѓаат така идеи, инспирации. Знаеш дека тоа е стварно добра идеја? Тоа е врвно. Идам у Силбо, зијам само Силбо Геврек и онака ми доаѓаат идеи. Како вид на хейт најмногу ти смета и како се справуваш со него? Најголем хейт ми смета кога ќе ми ја ругаат Ванила, кучето. А као се справувам и кажувам дома дека не е вистина. Глупо е кучето. Зашто би го врегјале куќето? Не е вистина, Ванила. Не ги слушај. Тоа. Не го врегате куќето, што изгрешил? Врегате го него. Дал мене слово. Која ти е главна цел со каналот? Главна цел со каналот ми е главната цел уствари на мојот YouTube канал е да докажам дека не можам да анимирам, дека секој не може да стане аниматор, дека тоа е многу тешко. И дека ако вие сакате нема да станете аниматори, се забавам. Многу си ја постигнал поентата, мислам. Така, Од твоите анимации скроз. свативме дека не треба да пробува, пошто не може секој да биде. Ако се замислиш за година од сега, каде си стигнат со каналот? До минус. Минус 5000 колку? сабскрајбери да имам. Минус 5? Минус 5 најверојатно. Да. Тоа е добра цел. Добро замислување. Нели топ. Е сега на ова прашање можеш да одговориш точно, пошто ме интересира како го сметат повеќето. Ајде. YouTube или YouTube? Зависи со кој и каде. Сега на македонски снимам на YouTube, не можеш снимам на YouTube. Као глупо е снимам на YouTube, сега со некој американец да седнеш не можеш снимам на YouTube. И кажеш као што е тоа? YouTube можеш. Свегаш. Кој ти е омилен македонски јутубер и светски и зашто? Македонски е лесно. Благадуша. А светски јутубер ми е Благадуша. Не. Многу добар одговор. Каналот на Рубинчо Благадуша. Тоа е тоа. А Тоа зашто? се двата најболи. Зашто? Пошто Рубинчо Благадуша ти е најголема легенда, а Стефан Благадуша му е син. Логично. Но дали тоа што си познат јутубер смени нешто во твојот живот? Многу. Се чека ред кај мене пред соба да се сликаат, пред стан не може да мрднам. Мене ме носат со авион кај да одам, многу се смени. Под прашање, со женските како е откако почна со YouTube? Не ме фаќа да тие теми. Ако има една причина, најголема, поради која би прекинал со YouTube, која е таа? Дека Благадуша веќе не снима. Тоа ќе ме демотивира скроз. Тогаш ќе прекинам веќе, и јас. Благодошо, Те сакаме. не прекинувај со YouTube, те молим. Стварно те сакам. Најинтересна, лоша или добра дешавка со фан. Ова исто одговори го искрено, пошто ме интересира. Океј. Ова е најискрено ќе одговорам. Со другар бевме некаде накрај Ѓорче и имаше група на деца, са не беа баш помали, некако година помали од мене вајда. И една толку се израдува што почна буквално да се тресе. Ама многу да се тресе. И ја седна на клупа и се дреше као Никола и почна уште повеќе да тресе. И онака смири се, све и на крај се смири, се сликавме и престана се тресе. Не знам зашто некој би се тресал на мене, ама ке, беше кул. Кога сум кај фановите, брат,
Уште не можам да верувам за тоа артот што го добив, кога не ни снимам на македонски, не ме ни знаат тука. То само на митапи се појавам, само на митапи може да ме видат кога идам, кога правам душло кога тогаш со тебе и со други со Андре маму таму. Пак ти нацртале нешто. И те исто со девој. По шистото поздрав за девојче што ги нацрта на Дали митапот има име тренд. на тоа? Поздрав најголем до Љубица, као тоа беше најјачи фанарт. Свече сум го добил. Ја, исто. Ја, баш кога ти дав кара стикери за тој фанарт. Така да, Добар трейд. лепи ги паметно. Зашто моментално снимаш со мене? Зашто снимам со тебе? Пошто дошколувам многу време и не знам на што го потрошам. Не, брати се. Досадно му е, затоа снимаш со мене, досадно му е. Не. Како стана твојот канал познат? Како стана мојот канал познат? Па, најверојатно бил виден од Благадуша? Не. Ова е стварно. Вакво некаде го бив моето прво видео JSP и после 2-3 дена што имав 20-30 views тек на 4-5 дена и ми го виде каналот Стефанатор и Винкут, ми коментираа на тоа и некако се пусна од наеднаш, онака од нигде никаде, као се поише и поише гледа и бара видеа. Ја. Тоа оствари приказна. Што би побарал за возврат, значи можеш што сакаш, Добро? ако можеш да ми ги мириснеш чорапите. Што би побарал за возврат? Да. Да се сликам со Рубинчо Благадуш. Тоа е добар трейд. Ти малце тежок, малце преише бараш, ама можно да се деси. Малце повеќе барам, ама ништо не е невозможно. Добиваш 2 милиона Денари или субскрайбер? евра. Не денари, тоа се мало. Вау, 2 милиона окей, евра. окей. Ама Ама? мораш да прекинеш со YouTube за секогаш. Прифаќаш или не? Да. Дечки, тоа е. Нема со кој да снимам више од тие дечкото се спогати. Не. Не го давам YouTube каналот ни за 3 милиона, за 4 можда. Ама 2 се малку. Имаш 3 деца, како се викаат? Ова е најтешко прашање у живот што сум го добил. Ко сериозно? Да. Никад не сум мислил за имиња на деца. Кои се Деден Еди. Тоа е тоа. Еден Еди. Што мислиш за уметничкото дело Ајде Джипери? Што мислам за Ајде Джипери? Тоа е една многу емотивна, пред се песна, која буди многу емоции во нашите срца. Секој ројенден на секое мало дете не може да биде целосен без таа песна. По моје таа песна треба да оди на Евровизија, треба да биде пуштана и на нашите радија. Тоа е едно ремек дело, по моје. Каква ќе биде твојата реакција ако имаш среќа да се запознаеш со Благадуш и татко му? Ме фаќаш тесно. Ке скокам од работа, буквално као мало дете ќе бидам, као ќе се радувам многу. Не сум фан. Имам информација дека снимаш песна со Блек. Кажи ми дел од текстот од таа песна. Не смеам да кажам, ова беше многу голема тајна, што никој не ја знаеше, ама сега вајда треба да ја споделам со вас. Песната инаку е тажна и се пее зашто Блек не станал ситимал влогер. Криво му. Буди го мори на Андре дека е ситимал влогер, тоа е целата песна. Реално Блек требаше да биде. 20 прашање, последно. Последно. Дали можам и јас да бидам добар јутубер како тебе еден ден? Секако дека не можеш. Као... Многу си добар за мотивирање. Брат, толку се 20, ги одговори, Да, преживеа, срцето чука малце побрзо од обично. Тага. Имав малку трема, не викам не. Анкциозноста ме фати, но не болеше. Многу беше малку остана, тоа е тоа. Сега болеше? Малку. Тоа беше дечки за ова видео. Тоа е Никол Артхаус, линк во дескрипција. Ако ви се допаѓаше видео, ако сакате уште со други јутубери, ставите лайк или дислайк, без разлика, само нека има поише. Шер. Шер, subscribe на него, на мене и Thanks. тоа е тоа. Peace.
Оди си човечека, чекам друг да дое. Окей, па добро. Ајде onda. Чао. Види го што е тоа. Видиме. Чао. Чао.